Благодарам. Почитуван подпредседателе, почитувани колеги пратеници, почитувана македонска јавност, еве гледате за жал што се случува во македонското собрание. Пред да започнеме, би сакал да споменам една изјава од Милтон Фридман, познат економист, кој што ќе каже дека најголема заблуда е политиките да се судат по нивните намери, наместо по резултатите. И токму овде се случува тоа спинување, зборуваме за градење на патишта, а при тоа го рушиме правниот систем на државата. Го рушиме со донесување и предлагање на вакви законски решенија со кои целосно се суспендираат и законот за работни односи, и законот за градба, и еве денеска дискутираме за него законот за урбанистичко планирање. Што се случува, крејки се за добрите намери, а тоа е изградба на патна, инфраструктурна мрежа, се случува целосно понижување најпрвин на собранието. Извинете, меѓутоа мора да пристапиме од овој формален аспект, кога вакви закони за жал од владата, која што себе си се прокламира за проевропска, ги доставува овде со европско знаменце. Замислете зошто? Затоа што коридорите 8 и 10 биле пан-европски коридори, нешто на што ни се смее и целата македонска, меѓутоа и целата европска јавност. Меѓутоа, суспендирањето на овие законски решенија укажува само на едно и потврдува само едно, а тоа е сите критики во изминатите 6 години за владата на СДСМ и ДУИ, дека немаат институционални капацитети за спроведување на големи капитални инфраструктурни проекти, се докажува со суспендирање на овие закони. Не само опозицијата, туку како резултат на многу истражување, think tankovi, граѓански институции, имате еден куп наслови во кои што потврлањето за капитални инвестиции во државата, кои што патем речено секоја година потврлате, ќе кажат дека е вина за институционалната неспремност на оваа влада. Што се случува? Соочена со својата неспособност и со неспособноста да ги спроведува законите за урбанистичко планирање и законите за градење и законот за работни односи, таа се одлучува истите тие да ги суспендира на начин на кој што се предвидува градење во државата, патниот коридор без урбанистички проект, а патниот коридор најверојатно испечатен само на мајцата на Артан Груби, не е познат и воопшто не постои, а при тоа склучувате договори кои што чинат милиарди и при тоа се криете за добрите намери. Запрашајте се кој од вас, кој од овде, од овие кои што ќе гласаат, ќе се согласат да бидат задолжени за наредните декади од нивниот живот за да градат нешто за кое што нема потребна документација и за нешто кое што, како ќе кажат од власта, ќе се гради на нов, иновативен и кај нас за прв пат презентиран начин. А ако ги погледнете самите законски одредби, тие дополнително внесуваат немир. Зошто внесуваат немир? Например, и со законот за урбанистичко планирање, и со законот за градење се споменуваат измена на она што значи стратешки проект, односно проект од стратешко значење. Тој со законот за градење и со овој закон беше предвидено дека објекти од стратешко значење се патишта и гасоводи. Меѓутоа сега се менува, се додава дека од стратешко значење може да бидат сите објекти, дури објекти за кои што владата може да донесе одлука дека се од стратешко значење. Значи, измената на овие закони во голема мера го надминува само градбата на коридорот 8 и 10. Во иднина владата ќе може за било каков проект самата на себе си да си дозволи со тоа што ќе го прогласи за проект кој што е од стратешки интерес. Замислете, па и трговски центар може да биде од стратешки интерес и од стратешко значење. Стамбен блок може да биде од стратешко значење затоа што ќе предизвика, зголемување на градежни активности. И при тоа ќе треба да се суспендира целосно законот за урбанистичко планирање и законот за градење. Многу сум уверена влада која што на крајот од својот мандат се решава за еден ваков проект, а видовме дека воопшто немате успеси кога станува збор за градба на капитални проекти. И кажете, нов модел кој прв пат ќе се користи кај нас и кој ќе ги даде најбрзите и најоптимални резултати. Она што ме загрижува во овој закон, вели вака: изработката на урбанистичкиот проект од ставот 1 на овој член
доставува барање со проектниот опфат за добивање на податоци и информации до субјектите од член 47 став 1 од овој закон, а субјектите до кои што е доставено барањето со проектниот опфат се должни да ги достават сите податоци и информации со кои располагаат до изработувачот на урбанистичкиот проект од ставот 1 на овој член и при тоа и се дава рок од само 7 дена. Понатаму, во точка 7 ќе каже вака: доколку субјектите од членот 47 став 1 од овој закон не ги достават податоците и информациите со кои располагаат во рок од став 5 на овој член, тоа се 7 работни дена, ќе се смета дека не располагаат со бараните информации и податоци. При што, внимавајте македонска јавност добро, евентуалните идни штети настанати поради недостасувањето на податоците и информациите ќе видат на товар на субјектите кои не ги доставиле потребните податоци и информации, односно не одговориле на барањето. Почитувана македонска јавност, не знам кој во оваа држава го напишал ова вака. Нема човек со совест и со чувство за државност кој би напишал нешто вакво. Затоа што во членот 47 став 1 како субјекти кои што треба да ги достават информациите, знаете кои се? Органите на државната управа, општините, јавните предпријатија, институциите. Ако разбирате што сака да каже овој член, за секое потврлање во давање на информации за кои што имаат само 7 дена и за настанати штети ќе одговараат субјектите до кои што е испратено барањето. Не знам кој го составил ова на ваков начин. Замислете ако имате барање до АД водостопанство за ситуација на хидромелиоративен систем и се случи излевање и одредени оштети или поместување на земјиште, кажете министер, дали според овие одредби, демантирајте ме, дали според овие одредби ќе треба тие да одговарат за настанатата штета, доколку не ги предупредат? Ако не е така, кажете, демантирајте. Со каква одговорност сте напишале дека субјектите, јас разбирам да се скрати рокот за постапување на институциите, меѓутоа, требаше да се детектираат слабостите во законите и ако пристапиме да ги измениме законските решенија да важат измените за сите или да се предвидат пократки рокови за постапување на институциите. Вие целосно ги дерогирате институциите. Практично на македонската јавност и признавате дека државата која нарачува изградба на патни коридори не е способна да ги почитува законите кои што таа самата ги донела. А законите во една држава се донесуваат само со една цел, а тоа да ги заштитат граѓаните од оние кои што ја практикуваат власта. Законите не се донесуваат само за да се регулираат и само да се регулира поведението на обичните граѓани. Напротив, затоа велиме дека во Македонија сите се еднакви пред законите. Голем дел од законските решенија постојат за државата да може да го контролира и преку постојање на системот на правото и правниот поредок да овозможува определени стандарди, во овој случај станува збор за стандарди за градење. На овој начин вие признавате дека државата е институционално неспособна. И оно што е најстрашно, не се обидувате да ја подобрите институционалната ефикасност и создавате асиметричност во договорот за граѓање, каде што врските на страната на нашата држава се значајно поголеми и утврдени за разлика од оние кои што се утврдени за инвеститорот. А да не зборувам дека во законот за градба која е на другата комисија го укинувате и постапката за добивање на дозвола за измена на инвеститор. И тоа исто така е голем прашалник. Ако велите дека клучот е во инвеститорот, зошто тогаш дозволувате измена на инвеститор без постапка за промена? Ама тоа е, во другиот закон ќе разговараме за тоа. Факт е дека СДСМ и дуи во 6 години покажаа неспособност за реализирање на капитални проекти. Факт е дека со овие измени на закони тоа го потврдуваат и се создава асиметричност на штета на нашите граѓани. И благодарам. Реплика министерот за транспорт и врски.